По цели 15 месеци, семејството Стојанови од Велес ја дочека судската пресуда за смртта на нивната 28 годишна ќерка Здравка. Иако не очекуваа, судбината ги натера да водат постапка против роднина на нивниот зет, кој за случајот доби минимална казна затвор од 1 година. Стојанови незадоволни од пресудата велат дека се жртви на меѓусебна спрега и подмолен договор помеѓу обвинетиот, обвинителството и судот. Сообраќајната несреќа која се случила на 17 ноември 2017 година во соседна Србија на автопатот Белград-Ниш ги зави во Црно Тодор и Валентина Стојанови. Патничкото возило во кое била нивната ќерка Здравка Стојанова Ристовска со брзина од 100 км на час излетала од коловозот пошто починала на лице место. Во автомобилот биле незиниот сопруг Панче Ристовски, неговиот братучет кој управувал со возилото, обвинетиот Љупче Теовски и сопругата Цветанка Теовска. Сите тројца се здобиле со тешки телесни повреди. Ми јавуваат на среде улица, на телефон, тоше децата направија сообраќајка, твојата ќерка Здравка не е више меѓу живите. Можете ли да замислите што се случило со мене тогаш? Во близина имам роднини, дојдов дома, со такси ме донесоа, како да ја кажам сега на сопругата. Како да ја кажам нешто што ни јас уште не можам да го поведувам. Не знам како да се изразам, страшно е уште чувството. Теовски е обвинет за кривичното дело тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, за што е предвидена затворска казна и до 5 години. Сенка врз целиот случај остава фактот што родителите на Здравка воопшто не биле повикани од велешкото обвинителство по отварање на случајот, во најмала рака да бидат информирани за постапката. Семејството Стојанови не се согласува ниту со изречената пресуда. Тврдат дека се жртви на меѓусебен договор помеѓу обвинетиот Теовски, обвинителката која го води случајот Анастасија Миланова и судијката Аница Теова. На 30 ноември 2017 година Тодор своеволно се појавува во обвинителството за да се информира до каде е постапката. Оттаму му било кажано дека се работи на случајот и дека засега нема потреба да бидат повикани тој и неговата сопруга, а за понатаму ќе бидат известени. Анастасија Миланова од Велешкото јавно обвинителство на 25 декември 2018 година отпочнува истражна постапка за случајот, но Стојанови и понатаму остануваат изолирани од сите случувања во обвинителските простории. По цели 15 месеци молк од надлежните органи, во јануари годинава Тодор повторно, по собствена иницијатива се појавил во обвинителството, со цел да се информира до каде е случајот за смртта на неговата ќерка. Одговорот кој следувал не го оставил рамнодушен. И ми кажува случајот е затворен. Како е затворен случајот? Па ете седнале адвокатот на обвинетиот со спогодбено барање, иницијатива, еве, снимете ова, ако се гледа, значи поведуваат иницијатива, обвинетиот Теовски Љупче го признава делото и поведува иницијатива да лежи 6 месеца затвор. И обвинителство не му ја уважува таа желба или тоа барање, му пресудува 1 година првосилно, без право на жалба. И видите сега кој е абсурдот. Човекот бара 6 месеца, му даваат 1 година многу строга казна и е наведено дека ниту он има право на жалба, ниту никој друг нема право на жалба. Тоа е правосилно решение. Фактички нема кој каде да се жали. Него сигурно му одговара да не се жали, меѓутоа нас како на родители и 50 години него да го осудат. Нас ќерката нема да ни ја вратат. Така? Меѓутоа, така ли е правдата и правдината во Македонија? Одма кога ми го кажа ова, значи јас после пола сат, пошто не можев да си дојдам на себе, која е оваа правда и право, што они го применувале тука. Седнале обвинителката, адвокатот на обвинетиот и судиката. Си се договориле дека Љупче треба да лежи 1 година. А шо сме ние? Нас ни го одзедува правото на родителство. Шо сме ние? Ние тоа животот сме го посветиле за тоа дете и за другото што го имаме. Значи ние сме игнорирани целокупно од овој случај. А1 стапи во контакт со обвинителката Миланова.
Таа тврди дека целата постапка е вршена согласно законот и дека е реална затворската казна која е изречена на обвинетиот Љупчетеовски. Случајот е завршен. Обвинетиот доби 1 година затвор. По закон, кога има спогодба за одреден случај, семејството не се повикува на разговор. Семејството може со спогодбата, која е постигната, да бараат надоместна штета. Кривичниот прогон заврши, за висината на казната не се прашува семејството. Доколку не се задоволни, може да поднесат писмено барање до обвинителството и ќе добијат одговор. Ние понатаму ќе одлучиме дали повторно ќе отвориме предмет. За повторно отварање на случајот треба да има аргументи. Вака како што стојат работите, нема да има нова постапка. На обвинетиот не му е ублажена казната. За делото, законот предвидува казна од 1 до 5 години. На него му е дадена 1 година. Тоа е правилото. Колку жртви, толку години затвор. Семејството на Здравка Стојанова поднеси преставка до Советот на јавни обвинители, за како што велат да се дознае на кој начин работат и постапуваат обвинителите од обвинителствата во помалите градови. Дадов преставка до Совет на јавни обвинители и бев во Хелсиншки комитет, значи јас и пред тоа им се јавив, меѓутоа тоа е сето документирано, ако сакате можете и да го прикажете. на јавни обвинители Од Совет на јавно, само ве поднесок и немам одговор. Значи јас чекам 15,5 месеци да почне некоја истрага. Еве сега има прилика Советот на јавни обвинители да види како им работат нивните обвинители по локалните обвинителства. Мајката на Здравка, Валентина Стојанова, ни раскажа за животот на нејзината покојна ќерка. Од одлична ученичка до безрезервен хуманист. Помагаше на сите, не знаеше да каже не, вели таа. Па јас вака како мајка на едно дете, како секоја мајка, страшно го препродувам тоа, пошто се работи за исклучително дете, што безпрекорно била дали за школа, дали со дипломи, со фалници, вработена беше во Филип II, во Систина, значи, од Црвен крст, кај неа освен петка, значи дали од прво оделение, дали од второ, дали од трето, дали од седмо, дали освен петка не постоеше. Значи правеше семинарски, дипломски, магистерски за правни луѓе. Беше златно дете што не знаеше да рече не можам. Или да не му помогне на некој. Имаше идеи, многу, желби многу. Беше поврзана со мене многу. Не можам да пребродам. Не сакам да се случува во на никого. Не е ни прво, нема да биде ни последно. Значи не може некој лудо да вози. И да се не помине воа, со една година зад. да се случи, например, истрчало дете, па со 100 или со си го згазил. Ова они се летали, како и обично по патот. Стално кога поминуваме, дали на пешачки, дали на не. Нормално е. За 1 година затвор, со помилување 6 месеца, лудите се пак луди. Не може да бидат нормални луѓе. Они ќе повторат тоа, во секој случај. Значи, немам коментар првен за судството. Немам коментар за таа судика мајка. Мајка да не ги повика. Или обвинител. Или обвинителка, Се било работи која. за женски особи, за Значи, мајки. не може да не го повика родителот. Родителот не може да не... Родителот е до крај, до живот. Не значи, ако она е 1 година мажена, дека ние немаме право на нези. Значи, таа е до смрт. И после смрт наша, и пак ќе живее во нас, никој не може да ни одземи. А најмалку они. Значи, ние го имаме тоа право. Очекувате ли после се правдата да излезе на површина? Па ако се постапи... Па ако има нормални луѓе во судството, би требало би исполни. требало. Значи, не сакам да одам во еден лавиринт, тоа и го кажав и прв пат на адвокатката. Си имат своји лавиринти, што нив не ги интересира болката, Што ги интересира, они знаат. Значи, тука нема... Не можеш да опишеш со која тежина. Тодор и Валентина се надеваат дека нивниот случај ќе има правична разрешница. Велат нивната ќерка не може да ја врати никој, но ова го прават со цел во иднина на никого да не му се случи правосудниот пекол низ кој тие поминуваат.